фудбалерите на Борец се водички во втората фудбалска лига Исток. Од 17 надпревари имат постигнато 15 победи, еден нерешен резултат и еден пораз. Поразот е од Кожув во Гевгелија. Велешани се поразени со 2:1. А Тиквеш од 17 одиграни надпревари има 10 победи, 6 нерешени резултати и еден пораз. Тоа е токму тој пораз од Борец минатата есенска полусезона, каде што загубивме со 1:0, тој надпревар го следев. Бевме равноправни. Да, бевме добар противник, но во самиот финиш некаде 82 минута по една одбиена топка Игевски спаси сигурен гол. Повторно дојде топката до нивниот играч и така го загубивме. И затоа е разликата 10 бодови помеѓу Борец и Тиквеш. Очекувам дека денеска ќе има реванш, дека фудбалерите на Тиквеш ќе слават победа и дека ќе се намали тоа бодовна разлика од 10 поени. Слободен удар за нашата екипа. Джоко Мојсов најверојатно ќе уфрали во 16-сетникот. Но тоа оде право кон голманот на гостинската екипа Микица Ѓорѓиевски. Ево нашиот капитен Джоко Мојсов ќе уфрали топката. Одличен центар шут во 16-сетникот, но сепак голманот Ѓорѓиевски е сигурен и нема опасност по неговиот гол. Ги гледаме сега фудбалерите на Борец се обидуваат да го загрозат нашиот гол, тоа доста добра го прават, во фрлена топка по левата страна, центар шут во нашиот 16-сетник. За момент тоа беше Делов ја извали топката надвор од 16-сетникот, но иницијативата на гостинските фудбалери се уште трае. 25-6 метри, најверојатно гостинскиот играч Симеон Христов ќе се обиде да видиме дали директно ќе шутира кон голот на Игевски. Не, сепак уфрлува. Доста незгодна топка, но нашиот голман е сигурен. Имаме гранитна одбрана. Дали ќе биде тоа можност за брз контрнапад, ќе видиме. Така. Да. До Роки. Роберт Митев по левата страна. Гари, ајде, може ли? Джоко Мојсов! Шут! Беше тоа прекрасна можност за Васко Митрев од околу 17 метри да го загрози гостинскиот гол, но шутираше високо на голот. Можност е ова за брза контра. Мојсов уфрлување по левата страна. Дали Швајц ја стигне оваа топка малце ја одиде по лево, но да се надеваме дека ќе има уфрлување во 16-сетникот. Само да проследиме во 16-сетникот. Ристевски удар. Гол! Гол 1:0, 27 минута. 20 Маријан Ристовски Швајц 1:0. Радост на градскиот стадион. Фудбалерите на Тиквеш се радуваат се пред навивачката група на Лозари. Конечно фудбалерите на Тиквеш имаат водство. Ево го Маријан Ристевски уфрлува во 16-сетникот, добра топка, но за малку капитенот Джоко Мојсов можеше да го успокои цел градски стадион во Кавадарци доколку но сепак тоа беше Илиевски, да. Оде акцијата по Ташков Маријан. Ова е прилика. Мојсов беше тоа Вареловски. Да, Мојсов до Вареловски беше во ситуација да зголеми на 2:0. Втор гол, тоа би било нешто идеално и така да речем и малку и нас не ослободат од стресот. Љубителите на фудбалот во Кавадарци кои исто така има желба да се прокнижат 2 бода. Убав центар шут. 2:0! Она што го говоревме, само да видиме, ќе знаеме кој е стрелец на голот. 2:0, 48 минута, почитувани гледачи, Дарко Илиевски. Само да видиме дали е тоа точно. 48 минута, 2:0, веќе се ори на трибините, на северната трибина, Тиквеш, тоа е она што го краши Тиквеш и градот Кавадарци во изминатите децении. Ајде да видиме овој напад по Вареловски, се обидува да уфрали во 16-сетникот, но ова е прилика. 3:0! Роберт Митев!
але! Напред Тикве, честно и поштено. 58 минута. 58, 3:0, Роберт Митев. Фудбалска рапсодија. О, Вареловски. Одличен подес на Александар Вареловски, еден од подобрите, еден од поискусните, во празно го проигрува. Дали ке има 4:0? Ау, Вареловски. Значи, сама завршница, 77 минута, можност беше ова, да се зголеми на 4:0. Лозарите ора, Тиквеш. Мојсов во 16-ти гол. О, 100% прилика беше тоа за Илиевски. Да, се редат шансите на Тиквеш во серија, во нокдауне. Борац, лидерот го положи веќе оружјето, дали ке има катастрофа. Овој фудбалски празник овде во Кавадарци би ги пофалил сите актери, од фудбалерите на Тиквеш до фудбалерите на Борец, двете навивачки групи и гостите од Велес Гимиджиите и навивачката група Лозари, сите присутни што беа на градскиот стадион, дадоа свој допринес во оваа прекрасна фудбалска представа, каде што нашите фудбалери супериорно извојува до сега барем убедлив резултат 3:0. Делов играе партија живота. Ау. Да, нема слаб играч, од Делов, до одбрбени, од Игевски, па до самите и во овој момент судијата Васко Мавров отсвири крај на надпреварот. 3:0 за фудбалерите на Тиквеш. Ги повторувам уште еднаш. Во 27-та минута 1:0 Марија Ристевски. 48 Илиевски и во 58 прекрасен гол на Роберт Митрев. Сигурна убедлива победа.